Имам огромна чест и задоволство вечерва за свој соговорник да имам една урбана дама, врвен спортист, која даваш и се уште дава голем придонес, огромен придонес за македонскиот ракомет. Огромна чест ми е, Индира Кастратовиќ, добро ни дојдовте. Боле ве најдов. Еве најпрво би сакала на прашање кое што редовно го поставуваме на сите наши гости. Што за вас представува една урбана дама? Што треба да има една жена за да биде таа совршена? Мислам дека секоја жена е сама по себе урбана, само зависи како се чувствува и какво е внатре, како е нејзиното чувство и како е околина е прифата. Али човекот сам по себе, ако е задоволен со себе, мислам дека и целата околина ќе осети кај него тоа нешто и ќе бидат сите задоволни, а поготово она сама. Так, долги години со спортот, особено голем придонес во Македонија и за македонскиот ракомет. Би сакала да знам како се роди таа љубов, како почна љубовта со ракометот. Па добро, случајно беше, значи во Босна од каде што сум играв сите спортови што може да се играт. И професор кога многу доцна почнав да се бавам со ракомет, второ средно ме примети дека сум левучар со лева рака, дека шутирам, дека имам некои координирани покрети нешто и онда кажа да би можела јас да бидам, дали сакам да бидам, отидовме кај мене дома, прашавме моите и они се сложија да можам да почнам да тренирам. И тоа многу бргу почна моите успони, значи после 2 години веќе отидовме приметија, бев у репрезентација на Босна и Херцеговина, па ме приметија луѓето од Војводина, од Србија, отидов тамо да играм у тогашна прва лига Југословенска и така почна од тамо отидов Нови Сад, Белград и дојдов во Скопје 94 година. Така, и конечно во Македонија да го дадовте својот максимум и врвни резултати за Македонија, така. Да, експлодира, што ние викаме спортисти, има еден период од годините кога си веќе и искусен и веќе имаш многу надпревари во своите нозе, така да експлодира стварно тука во Македонија. Така, Македонија е срекна што ве имаше баш во периодот кога бевте во својот најдобар период во својата кариера. Сега сте тренер и ги подучувате нашите македонски деца да бидат исто така успешни ракометарки. Дали можеби во некој од децата го гледате својот талент, се препознавате ли себе си во некој од децата кои ги тренирате? Па да, јас до пред 2 години тренирав децата, сега веќе тренирам Вардар, женска екипа, што у Лига шампиони што игра, а кај нас у Македонија стварно има деца талентирани. Само јас секогаш викам ќе дојда до еден ниво каде ќе треба многу надпревари, но за жал кај нас у Македонија тука многу малци се вложува во спортот, луѓе многу малку има, рецимо ние у нашата лига имаме само 6 клубови кои се, не можам да кажам квалитетни, али без инвестиции, без некои поголеми вложувања не може ни да има спортот. Затоа тие деца кои има таленти ќе дојдат до еден ниво и нема каде да го продолжат тоа да имат што повеќе надпревар. Така, во која насока би препорачале вие дека треба да се одвиваат сите тие работи за спортот во Македонија да го добие посакуваното место? Па само да имаме што повеќе луѓето многу сакат спортот, а поготово ракомет е број 1 спортот кај нас во Македонија. Луѓето кои што имат да го пренасочат тоа да има спонзори, да има луѓе кои сакат да вложуваат, мислам дека како што се појави, како што е господин Сергеј Самсоненко во Вардар, како што е Минчо Јорданов во Металург, треба што повеќе да има. Жално е што нема во другите градови каде што Битола беше број 1 спортот, се знаеше ракометот, тамо најдобрите ракометари и ракометарки искача од Струга. Значи тоа се некои центри што Прилеп, што веќе немат такав квалитет само поради финансиска состојба. Така да се надеваме дека ќе биде подобро, бидејќи дека како што и вие кажувате, Македонија има потенцијал за успешни спортисти. Од колку години според вас е добар период за да се почне со спортување, конкретно со ракометот? Од колку години би требало децата да почнат? Па добро, ние у наши школи нормално е некаде време 7 години, но тоа не е класичен ракомет. Тоа е само да се засака спортот, да се засака топка, што повеќе игри. Знаеме дека наши деца сега у школа нема како што беше порано, да морат вежби некои, да се физичко не е толку актуелно како што ние моравме порано и се трудиме што повеќе деца 3 пати неделно да доаѓаат, да играат игрици, да се запознават, да се дружат, да сватат што е топка и после веќе од 10-11 години веќе може да се види
кој и како и на која позиција и како може да игра. Така и да се определи конкретно по своите желби и по својот талент за каде одговара најмногу. Зошто токму ракометот? Што придонесува ракометот? Па добро, ракометот секој спорт придонесува многу. Поготово ако е колективен. Ја не ги подценувам ни индивидуални спортови, ама мислам дека колективен спорт кај човекот му дава еден посебен дух, едно другарство, една соживот со другите. Значи, мислам дека не само што сите кога ќе се спомне спортот, ракометот, одма сите викат финансии и парите, ама мислам дека не е тоа најбитното, нормално дека е битно, али и битна е работа да се занимаваш со оно стварно што го сакаш, не затоа што мораш, него стварно нешто што сакаш. И мислам дека ни у една работа, како ни у спортот и у ракомет, не можеш да успееш ако стварно не си кај нас и талена треба, ама и ако не го сакаш тоа максимално. Така, спортот не е само тренирање и желба, има нешто повеќе од тоа, начин на живење, нели, како што вие спортистите знаете да кажете. Што вклучува во тоа? Дали здравата исхрана ја вклучувате вие како тренер, па и како некогаш коментар? Апсолутно, значи сега веќе спортот стана голема наука е. Ние секогаш имаме кога и каде и патуваме, имаме праќаме у секој хотел веќе каде одиме, што ќе јадеме, што се јаде пред, имаме луѓе кои кажуваат што треба да се јаде пред утакмица, што треба да се јаде после надпревар, така да веќе сите работи имаме, секој човек е задолжен за нешто. Знае се кај нас дека најмногу е пилешко и тестенина, зависи од кој период, така да мислам дека сега за сега оди и тоа како што треба и нормално секој спортист ако не води рачун од својата исхрана не може ни да даде својот максимум. Така, ги спомнавте патувањата, веќе почнува летото, иако не изгледа надвор дека е баш така, па би сакала да ве прашам дали ви имате веќе планови за летото, како ќе го поминете летото? Да, имам. Јас одам со мојата фамилија. Прво одиме со сопругот за Црна Гора, после од Црна Гора одам за Босна, па со моите сестри кои сестра ми една у Америка, не се видовме 4 години, друга е у Босна и одиме заедно во Хрватска малку на одмор после долго години, така и едва чекам да поделам со нив, да бидеме така да се потсетиме на некои стари денови. Така, убави планови за летото, се надевам дека и времето ќе не послужи. Да се надевам, да се надеваме. Така, дали сте љубител на кинеската кујна? Па, можам да јадам ретко во животот сакам нешто да пробавам ново. Секогаш се задржувам на оно на што сум сигурна. Традиционално. Да, традиционално, али не сум, можам да јадам, али секогаш сум за традиционални работи. Така, денеска би Звезден океан ни подготвија еден специјалитет, па би сакала заедно да го дегустираме. Силвија, и денеска имаме еден необичен специјалитет. Ова навистина не знам што е, кинеската салата и оризот веќе ги препознав, меѓутоа овој специјалитет навистина немам идеја што би можело да биде, месо не е сигурно. Да. Значи денес се одлучивме за производи од соја и нешто што во Кина е многу познато. Тоа е вегетаријански специјалитет со тофу. Тоа е сирење од соја. Да, значи кај нас како што е обожавано нашето сирење, во Кина на пример не може да се сретне и да се најде. Првиот мој престој во Кина, додека седев 4 месеца, значи единствено ако ме фати криза за нешто, тоа беше за нашето сирење, меѓутоа бидејќи ова сирење е многу различно од нашето, не е солено и се прави од соја и се смета дека е многу здраво за телото бидејќи содржи протеини. Во Кина го користат сите вегетаријанци и во секојдневната исхрана секој ден на трпезата може да се сретне бидејќи содржи многу железо и е замена за месото. Значи, често во Кина постои една изрека дека имаат толку многу различни видови на зеленчуци и вакви производи од соја, што човек дури ќе заборави да јаде месо, а ги задоволува основните потреби на телото, кои што се, нели, ако внесуваме месо, ги задоволуваме потребите со протеини. Значи, сите оние кои што не обожаваат месо имаат избор да го јадат овој специјалитет, кој што ние промотивно само оваа недела ќе го имаме во нашиот ресторан, бидејќи сирењето од соја, тофу, познато како тофу, е најздраво доколку се конзумира свежо. Значи постои кај нас да се продава тофу во продавниците, во маркетите, меѓутоа тоа е смрзнато. И на пример често ние кога одиме фамилиарно да пазариме, кога ќе кажам на сопругот еве тофу може да спремиме, вели дека вкусот не е ист на свежо тофу и на тоа што е смрзнато, па да се при самото одмрзнување пушта вода и вкусот на специјалитетот веќе има друга боја, друг вкус.
и не го јадат. Значи самите азици не го јадат, додека ова сега што ние денес ќе го пробаме е свежо тофу, значи го намалува ризикот од рак, го намалува ризикот од срцеви заболувања, не содржи холестерол воопшто, содржи витамин Е, содржи витамин Д и ќе го пробаме ние, значи на вкус можам да кажам дека е безвкусно. Така, значи, дали е како сите други, бидејќи имаме веќе во друга форма дегустирано вакво сирење, дали е истиот вкус или сега веќе има некој? Не? Да, Аха, не, така. поинакво е, меѓутоа затоа ние ставаме сос, еве може да се види во специјалитетот. Така, сосот му дава поинаков му дава вкус. Значи како гостинот по како го сака пожелба. Некој ако сака на пример лутка храна, можеме ние да ставиме лут зачин, кинески и на тој начин веќе му станува пријатно за јадење. Значи сосот го прави тофуто да има однаков вкус како што гостинот сака, а само по себе тофуто нема вкус. Значи во текот на мојот престој во Кина и како што ние значи имав доста примери да наутро са бајле, како што ние јадеме бурек и јогурт, кај нив на пример пијат млеко од соја. Значи исто тоа се прави од соја, се прават многу производи. Така, не ги конзумираат млечните производи? Млечните воопшто. Така, да. значи го заменуваат со соја. Да, еве сирење од соја. Да, и на тој начин да. Веруваат дека тоа е поздраво, да. Додека еве на пример во однос на салатата сакам да напоменам нешто, наведом изгледа како кинеска салата, меѓутоа ова не е кинеска салата што ни е денес сервирана, еве ова е тоа што ја прави салатата да биде различна. Да, ова се ркулци од соја, еден вид на грашак кој што ние сами си ја правиме оваа салата и ова е свежа. Значи постои можност да се увезува од Кина во теглички, вакуумирано, меѓутоа вкусот е друг бидејќи како маринирани печурки и свежи печурки. Маринираните печурки нели мирисаат од самата вода, исто така и ние не практикуваме да увезуваме работи кои што се конзервирани. И сега ова на пример веруваат во Кина се верува и сите доктори статистички докажано дека една шака да се изедат ракулци во текот на една недела е доволно за железото да биде на задоволително ниво. Значи не треба човек да пие апчиња или особено нели кога во текот на бременоста на жените кога почнува да се намалува железото, многу конзумираат свежи ракулци. И исто, по вкус се безвкусни, крцкаат, значи, кај нас се налекуваат како компир, како компирот ќе пушти ракулци, нели, нешто слично кај нас потсеќа така, меѓутоа не е од тоа, да. Салатата исто се прави по вкус, имаме краставичка, морковчи, вакви ракулци. Значи во Кина се верува дека ги намалуваат ризиците од срцеви заболувања, помага кај жените, значи исто во менопауза бидејќи исти производ од соја. Така да ние го препорачуваме оваа недела, до крајот на неделава ќе ги имаме овие два специјалитета. На нашите пазари нема, во Скопје не може да се најде. За сите оние љубители кои што сакаат да пробаат нешто различно и кои ние го немаме секојдневно во нашето мени, нека повелат да видат, да го осетат вкусот. А ние ќе го пробаме сега и ќе го искоментираме, па можеби и ќе го препорачаме. Ја научивме Интира да јаде со стапчиња. Не мрдам затоа да не ми паднат. Искрено јас бев скептик пред да пробам салатата, меѓутоа еве сега се увери во добриот вкус. Како ви се допадна вам? Ја не престанувам да јадам, они викаат диета, но јас и јадам, немам проблем. Стварно се изненадив и имав аверзија, да не кажам така, од љуто, али денеска стварно перфектен сос ми се многу свиѓа и стварно е вкусно. Така, го подобривме мислењето за кинеската храна. Јас ви благодарам многу што бевте денеска дел од Урбан Стил, ми беше вистинско задоволство да бидам во ваше друштво. Благодарам и на вас.